Економско-енергетската криза создава проблеми во речиси сите сфери. Инфлацијата станува двоцифрена и перманентно расте, а тоа ги става пред предизвик не само граѓаните, компаниите, но и инвеститорите. Постојат дилеми, дали инфлацијата постепено ќе остане на тоа ниво или понатаму и во наредниот период ќе расте. Во издание на Тренинг, мој соговорник е професор доктор Дарко Лазаров, кој всушност е и претседател на клубот на извозници при Стопанската комора на Македонија. Господин Лазаров, драматична е стапката на инфлација. Животниот стандард станува ден во ден се потежок. На што да се надеваме во наредниот период? Видите, македонската економија се соочува со многу предизвици. Еден од тие предизвици кои што во моментот се навистина сериозен проблем е инфлацијата која што галопира низ изминатиот период. Во октомври 2022 во однос на октомври 2021 веќе достигна 19,8%. Меѓутоа, она што уште повеќе загрижува е тоа што практично во структурата на инфлацијата растот на цените на храната, на прехранбените производи и на пијалоците уште поголема. Таа е некаде околу 31,2% во октомври, а сите ние знаеме дека во потрошувачката кошница на најголем број од нашите граѓани практично храната и прехранбените производи имаат сериозно големо релативно учество во таа потрошувачка кошница, така да животниот стандард и куповната моќ на граѓаните е сериозно нарушена. Дополнително, она што би сакал да го потенцирам од аспект на инфлацијата е тоа дека нели во изминатиот период бевме сведоци дека владините представници ја убедува јавноста дека таа инфлација е целосно увезена. Со последните трендови и тенденции тоа не се потврдува, односно напротив, може да заклучиме дека дел од инфлацијата е предизвикан и од домашни ефекти. Само за илустрација, инфлацијата во Европската унија во месец октомври е 10,3%, а инфлацијата, односно порастот на цените на храната и прехранбените производи во Европската унија 13%. И ако тоа го споредите со Македонија, ќе видите дека инфлацијата во Македонија е повеќе од 2 пати поголема во однос на Европската унија. Се разбира, тоа има негативно влијание, како што кажав, и дополнително она што би сакал во ова насока да го потенцираме, тоа што инфлацијата предизвикува и сериозен пат на реалните плати во Македонија. Нели во изминатиот период владата укажуваше дека има зголемување на просечната стапка на номиналниот зголемување на растот на просечната номинална плата. Меѓутоа, ако таа ја ставите во однос со инфлацијата, ќе видите дека со исклучок на март, имаме негативни стапки на раст на реалните плати. Во мај месец таа била 2,5% негативна стапка, во јуни била 3,5%, во јули 4,5%, во август, за кој имаме последни податоци од Државен завод за статистика, во делот на просечната плата имаме негативна стапка на раст на реалните плати во Македонија од 5,3%. И тоа сериозно ќе влие врз куповната моќ на граѓаните во наредниот период. Храната и енергијата учествуваат речиси со 50% од вкупната потрошувачка кошница. Вие се сомневате и дека, односно стравувате за намалување на куповната моќ. Дали мерките се доволни, добри или се на принципот на преживување? Добро, предлог буџетот за 2023 година излезе пред неколку дена и треба да оставиме малку простор да го проанализираме, зборам, во делот на структурата и колку тој содействува со потребата на граѓаните и со потребата на бизнис секторот, бидејќи исто така бизнис секторот од оваа криза е сериозно погоден, особено поради драстичното зголемување на енергенсите. Знаете, некои сектори дури најави отпуштање и така натаму, односно затварање на своите капацитети, особено оние кои што се енергетски интензивни, а за волја на вистината тие се извозни компании кои што чијшто затварање ќе значи и намалување на девизните приливи на Македонија. Меѓутоа, она што можеме да го кажеме од аспект на тоа што до сега е направено, согласно постоечкиот буџет, е тоа дека
мерките се задоцнети, зборам во делот на сузбивање, односно спречување на тоа драстично зголемување на цените. Дури сега, ако не се лажам, вчера владата донесе одлука за субвенционирање на цената на електричната енергија на дел од производните компании во делот на прехрамбената индустрија, но мислам дека тоа е задоцнето. Сметам дека владата уште многу порано требаше да преземе многу подрастични мерки во делот на справување со растот на цените и тоа требаше да го направи во соработка со коморите, соработка со бизнис секторот во делот на нивните барања за покривање на делот зголемените трошоци кои беа резултат на прецена зголемување на цената на електричната енергија. Макроекономијата, водењето на макроекономијата има свое временско задоцнување. Вие ако донесете денес одлука, таа одлука ќе има некакво влијание за неколку месеци после тоа. И во таа насока визионерскиот пристап и разбирањето на креаторите на економските политики во делот на она кога збориме на времено преземање на одредени мерки е токму тоа. Да антиципирате одредени состојби и да влијаете многу брзо затоа што тие мерки кои ќе ги донесете денес ќе влијаат после неколку месеци. Еве ќе ви кажам конкретен пример. Значи, во изјавата на премиерот вчера тој кажа дека нели се надева сега со оваа мерка за субвенционирање на цената на електричната енергија дека прехрамбените компании веднаш ќе намалат цената на прехрамбените производи, што нема да се случи. Ќе ви кажам зошто. Во делот на инфлацијата, она што е битно да го разберат граѓаните е тоа дека таа во еден дел е очекувана. Значи бизнис секторот врз база на одредени предвидувања и очекувања ја вградува во своите бизнис одлуки и во политиките за дефинирање на одредени цени. Се сеќавате вие март, април, мај кога ескалираше состојбата со нели енергетскиот сектор, кога драстично се зголеми цената на електричната енергија, фирмите беа во една голема неизвестност. И ќе ве потсетам, многу представници на бизнис секторот, особено Стопанската комора на Македонија, многу пати упатуваше дека владата треба да направи се за да ја намали таа неизвестност, затоа што фирмите во такви услови може некојши да се однесуваат нерационално, односно да поставуваат одредени бафери за да се заштитат од евентуални трошоци. Така да во таа насока мојот заклучок е дека мерките кои што владата ги носи се, да речем, задоцнети и се уште не постојат сериозни мерки кои се однесуваат на поддршка на бизнис секторот, а кои ќе бидат во насока на сузбивање, односно зауздување на инфлацијата која што имаме во моментот. Професор Лазаров, според податоците од стратегијата за управување со јавен долг 2023-2025, оваа година има завраќање 317 милиони евра. Наредната година доспеваат 958 милиони евра, а во 2024 година уште 644 милиони евра, или вкупно 1 милиарда 919 милиони евра. Долгот кој речиси ќе биде 2 милиарди евра, ќе го враќаме веројатно со нови задолжувања. Ќе можеме ли да го следиме ова темпо на перманентно задолжување, како ќе ги сервисираме долговите? Видите, тука јас би отворил неколку тези во контекст на вашето прашање. Првата теза е во делот на финансирање, нели, на задолжувањето, на што треба да знаеме дека и согласно оние информации кои што доаѓаат од меѓународните пазари, дека каматните стапки де факто ќе растат и дека ќе нема ефтини кредити како што тоа беше случај во минатото. Тоа е едниот момент. Вториот момент е како ги трошите вие парите односно оние задолжувања кои што ги земате во делот на финансирање на буџетските трошења. И тука доаѓаме до моментот на структурата, нели, на буџетот. Се сеќавате лани министерот за финансии во тој првичен предлог буџет промовираше едно златно правило со кое кажа дека нели капиталните расходи или капиталните инвестиции ќе бидат поголеми од буџетскиот дефицит, со што практично на некој начин го оправдуваше буџетскиот дефицит дека тоа е заради финансирање на капиталните расходи. И во тој предлог буџет буџетскиот дефицит беше проектиран на 545 милиони евра, ако не се лажам, а капиталните расходи на 620 милиони евра. За да неколку месеца после тоа, односно во мај, во новиот ребаланс на буџетот беа скратени
речиси 100 милиони евра од капиталните инвестиции, од 620 на 522 милиони евра, а буџетскиот дефицит се зголеми за цели 150 милиони евра, од 545 на 695 милиони евра, со што владата се откажа од тоа златно правило. Многу поголем буџетски дефицит во однос на капитални расходи. Она што е уште побитно, бидејќи тоа се планови, се уште проекции, е реалната реализација на буџетот и на буџетските ставки. Таму состојбата е уште полоша. Заклучно 8-11, тоа е нели 10 повеќе од 10 месеци од 2022 година, имаме реализација на капитални инвестиции од 48,7% или само 250 милиони евра. А од друга страна имаме буџетски дефицит од 400 милиони евра. Значи 150 милиони евра е поголем буџетскиот дефицит од реализацијата на капиталните расходи до моментот на 8.11.2022 година, што значи дека пак значаен дел од задолжувањата ние ги користиме за тековни расходи, односно за непродуктивни трошења. Од друга страна, во ваква ситуација во која сега се наоѓаме, владата повторно во овој предлог буџет проектира капитални расходи поголеми од буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит, ако не се лажаме, на 682 милиони проектира, на капиталните расходи на 800 милиони евра. И сега во услови кога вие подолг временски период не може да реализирате, зборам подолг временски период неколку години наназад, 200-250 милиона во просек капитални расходи, вие проектирате 800 милиони евра. Каков кредибилитет може да има и кој може да ви верува од да речеме економската јавност дека вие ќе реализирате капитални расходи од 800 милиони евра и повторно се промовира тоа златно правило дека капиталните расходи ќе бидат поголеми од буџетскиот дефицит. Професоре, како би се полнел буџетот во 2023 кој ќе тежи околу 5 милиарди евра? Еден дел, како што кажавме, околу 700 милиони евра од буџетски дефицит, другиот дел е од даночни и неданочни приходи, со тоа што владата тука е прилично оптимистичка, предвидува некаде околу 15% раст на буџетските приходи, што е вака сериозно оптимистички, мајки во предвид дека проекцијата за стапката на економски раст е 2,9% и стапката на инфлација 7,1%. Збирот на нив е околу 10%. Сега, ако владата влезе во областа на намалување на сивата економија, тогаш може да се очекува такво нешто. Меѓутоа од минатото, од она искуство од минатото, може да кажеме дека сивата економија не само што не се намалува, туку и таа се зголемува, така да пак ќе речем да сумирам, мислам дека проекциите за даночните приходи се преоптимистички. Што значи тоа ќе се соочиме со уште поголеми предизвици? Ќе влеземе во процес, односно во период на рецесија? Не во контекст не во период на рецесија, туку во период во кој што економскиот модел, постоечкиот модел на економски раст и развој на македонската економија нема да биде одржлив, во смисла дека нема да има капацитет за испорачување на високи и одржливи стапки на економски раст од 5, 4, 5, 6%, туку ќе биде на некој ниво од 1, 2, 3%, како што е случајот во последните неколку години, ја би рекол во еден подолг временски период од 10-15 години. Зошто го говорам ово? Затоа што конкурентноста на една економија се мери преку трговскиот биланс. Вредноста на извозот минус вредноста на увозот. Ние во еден подолг временски период имаме хронични стапки на трговски дефицит. Само за илустрација ќе ви кажам, во ова година до септември, јануари и септември, трговскиот дефицит на Македонија достигна 2,8 милиарди евра. Вредноста на извозот растеше со 20%, вредноста на увозот со 29%. Имаме раст на трговскиот дефицит од 54%. Што значи тоа? За гледачите, моделот на македонската економија е базиран на стимулирање на финалната потрошувачка преку буџетот на државата, тој се финансира во голем дел, гледате и сами, преку задолжување и задолжување на граѓаните. Не само задолжување на државата, туку и задолжување на граѓаните за финансирање на таа финална потрошувачка.
А дел од таа финална потрошувачка има увозна компонента. Таа притиска на трговскиот биланс на Македонија, затоа што голем дел од производите кои ние финални производи кои ги трошиме и суровините кои фирмите ги користат во процесот на производство затоа што немаме базна индустрија се увозни. И тоа притиска на трговскиот дефицит. Тој трговски дефицит постојано се зголемува, а ние го финансираме преку задолжување на државата и задолжување на граѓаните. Се додека не се ориентираме кон извоз и субституција на увозот, ние како земја, верувајте, нема да имаме, да речам, некои изгледни шанси за остварување на посериозен исчекор во делот на високи стапки на економски развој, делот на значително подобрување на животниот стандард на македонските граѓани, затоа што едноставно во теоријата не постои таква можност. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас.